Дневниот центар за лица со посебни потреби во надлежност на Министерството за труд и социјална политика денеска доби возило за полесен пристап и поквалитетен превоз на корисниците, донација од општина Куманово. Станува збор за реализација на проект на Центарот за развој на Североисточниот плански регион, финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа. Чест ми е што и општина Куманово има можност да излезе во пресред и да додели едно вакво возило на ресорното министерство. Жалам што нема представници од ресорното министерство кои што ќе се одважат да го примат возилото, но како и да е во директен контакт со представниците од центарот, еве го врачуваме ова возило. Вредноста на возилото е некаде околу 2 милиони и 100.000 денари. Ова се наши сограѓани кои што секојдневно се соочуваат со проблеми и тие и членовите на нивните семејства, и ние како и до сега и од тука понатаму ќе продолжиме во овие дневни центри да даваме поддршка на овие наши сограѓани. Има потреба за изградба на вакви поголеми капацитети и државата час поскоро треба да изнајде начин и решение да дадеме можност на сите наши сограѓани да ги користат ваквите дневни центри и за деца, но и за возрастни лица. Денеска го реализиравме проектот за доделување возила на 3 меѓуопштински центри за социјална работа на Куманово, Крива Паланка и Кратово, а овој проект е награден проект за Центарот за развој на Североисточниот плански регион како најуспешен центар, информира Владимир Павловски од Центарот за развој на Североисточниот регион. Целиот проект во проектот одржив инклузивен рамовен развој, фаза 1 кој што завршува во септември 2021 година. Самата потреба за набавка на такви возила беше установена од посетата и состаноците кои што беа одржани заедно со градоначалниците од Североисточен плански регион, кои што го формира регионалниот совет за социјална работа, преку кој ќе обезбедуваме додатни средства за лицата за социјалните услуги и за лицата со посебни потреби. Целиот проект чинеше околу 6 милиони и 300.000 денари. Беа секој возило чини 2 милиона 169.000 денари и задоволни сме што на овие луѓе ќе им овозможиме полесен пристап за нивните секојдневни потреби. Би сакал во оваа прилика да искористам и во име на Дневниот центар и Центар за социјални работи да изразам голема благодарност на проектот кој е финансиран и поддржан од Министерство за локална самоуправа и Швајцарска агенција за развој и соработка, а изведен и имплементиран на инвестицијски проект од Центар за развој на Североисточен плански регион. Мислам дека со оваа донација многу добивме, затоа што подобро ќе ги решаваме нашите планирани активности со лица со посебни потреби при изведување на секојдневните активности. Дневниот центар за лица со посебни потреби, сместен во еден дел од градинката Ангел Шајче кај поранешен Чик, е со капацитет за 24 корисници, но поради пандемијата бројката на лицата сега што секојдневно го посетуваат центарот повеќе од двојно е намалена.